Нашата историја е испреплетена со бројни искушенија за нашиот народ. Каде и да се свртиме, гледаме остатоци од борбите на нашите предци, кои сакале да си бидат своји на своето и да остават добри дела за своите поколенија. Секој рит, секоја кула, секој споменик во Кратово говори за тоа. Тие си го направија своето тогаш кога требаше. Денес е ред на нас. Ред е да ставиме крај на бруталното изживување врз македонскиот идентитет и целосното економско и обштествено разурнување на нашата држава. Во Македонија никогаш не било полошо. За нас се приоритет вашите очекувања. Очекувањата на граѓаните за решавање на економските и социјалните проблеми. Затоа што тие оправдано очекуваат промени кои се можни и кои што се остварливи. Отварањето на нови работни места и потикнување на нови домашни и странски инвестиции со цел користење на домашните ресурси и потенцијали. Приоритет за нас е развојот и на Кратово и неговото мапирање како сериозна туристичка дестинација со богато историско наследство и содржини кои ги има само во овој регион и во овој крај и брз развој на оваа дејност. Затоа предлагаме реалокација на средствата од централниот буџет во општинските буџети за инвестиции кои се од интерес на граѓаните, за водоводи, канализации, асфалтни патишта, училишта, пречистителни станици, детски градинки и се што им е потребно на граѓаните за нормален живот, зашто ќе се зафатат околу 250 милиони евра годишно од државниот буџет или за 4 години вкупно 1 милиарда евра средства за инвестиции во општините, што значи динамичен раст и развој на сите нивоа. Кратово помни, има долга историја и традиција и секогаш е на страна на луѓето и правдата. Собрани сме овде зашто имаме заедничка цел, а тоа е да дадеме масовна подршка на кандидатката за председател Гордана Силјановска-Давкова и на идните пратеници од нашата коалиција. Професорката Гордана ја заслужува нашата подршка. Таа е достојна да биде наш председател и со неа да ја вратиме гордоста на Македонија. Со Гордана ќе градиме светла и горда иднина за нашата Македонија. ВМРО ДПМН, како во минатото, така и во иднина ќе работи за интересите на граѓаните во Кратово. Во наредниот период, како дел од платформата 1198, се обврзуваме на реализација на следните проекти. Во рамките на третата фаза од проектот Злетовица, предвидуваме изградба на 6 мали хидроцентрали, меѓу кои 2 хидроцентрали со цевководи за водоснабдување на општините Пробиштип и на Кратово. Предвидуваме заживување на проектот Плавица и отворање на рудникот за бакар, злато и сребро. Изградба на дом за стари лица во Кратово. Реконструкција на детска градинка Царка Андреевска. Реконструкција на градската сала. Регулација на речното корито и изградба на колекторски систем за уредување на дел од Манцева река и дел од Кратовска река. Реконструкција на патиштата до селата Близанци, Куново, Мушково и Нежилово до Каврак. Изградба на мала пречистителна станица во село Приковци. Реконструкција на зградата на поранешна кристалограверница и многу други проекти кои што планираме да ги реализираме во Кратово. Кога човек ќе го види Кратово по некои италијански часописи од луѓе кои се разбираат во туризам и уметност и ќе прочита дека како е можно ваков град да не се искористи туристички и културно, јасно ми е дека одговорот наскоро ќе дојде. Бидејќи ако има Министерство за туризам и култура, Кратово ќе се најде високо на агендата. Знам дека ќе бидете горди на нас, ве уверувам дека ќе ве представуваме не само со дигнитет и интегритет, туку со докажување на почита кон вас. Одветувањето дека ќе донесат живот, дека ќе донесат едно општество за сите, останаа само празни зборови, ниту живот има, ниту општество едно за сите, напротив, Македонија се празни,
селата се веќе одамна испразнети, тоа е веќе стара вест, почнуваат и градовите да се празнат, затоа што граѓаните се чувствуваат како граѓани од вторет, наспроти оние малкумина од ДУИ и нивните малкумина верни измекери од СДСМ, кои што се граѓани од прв ред. Таа е тешката, мачна реалност во Македонија, тоа е она политичко мучуриште во кое што ние денеска живееме. Шансата за да сето ова се промени, браќа и сестри, најпрвен ја имаме на 24 април, да излеземе, да го заокружиме бројот 2, да го поддржиме идниот председател на Македонија, професорката Гордана Силјановска-Давкова, а потоа истата таа одлучност уште помасовно на 8 мај, кога Македонија не само горда, ќе ја направиме и Македонија твоја, ќе ја направиме повторно ваша.